Благодарам, почитуван председателе на Собранието, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Јас ќе се држам до конкретниот дневен ред, односно до точката на дневен ред, нема да политизирам партиски, ќе се обидам да ја образложам, односно да дадам подршка на интерпелацијата на која што сум потпишан. Не очекувам дека ќе биде усвоена и дека ќе помине денеска, тоа јавно го најавивте. Меѓутоа, треба да имаме во предвид дека кога зборуваме за Собранието на Република Македонија, дека станува збор за највисокиот дом, домот на демократијата, храмот на демократијата, со кој што треба сите да се гордееме, а не да се срамиме. И токму затоа, домот со кој што треба да се гордееме, значи треба да ужива една доверба кај граѓаните. Таа доверба се стекнува и од сите нас, меѓутоа се стекнува и преку работењето, односно оценувањето на првиот кој што го води Собранието. Меѓутоа, за жал, еве ќе споменам неколку тези, односно работи, кои што не одат во прилог на првиот кој што го води Собранието, односно на првиот помеѓу еднаквите. И ќе почнам со ред. Прво, во изминатиот период, во јавноста се појавија информации дека председателот на Собранието, господинот Тала Џафери, имал средба, ненајавена средба со чеченска делегација, предводена од Абдул Ваед Нијазов, кој што, според информациите, бил марионета на Кремљ и на тамошниот, односно основач на тамошниот исламски културен центар, и кој што давал подршка на Сдруженијето муслиманите во подршка на председателот Путин. Гостите од Чеченската република, значи, го посетили градот Тетово, каде што договарале изградба на парк и изградба на споменик на Ахмад Кадиров, кој што е таткото на сегашниот шеф на чеченските борци кои што војуваат во Украина, значи на Рамзан Кадиров. Ние како јавност не бевме запознаени за таа средба. Ценам дека тоа е голем пропуст и на председателот на Собранието, можеби и на неговите служби, односно на службите на Собранието, затоа што за таа средба не беше никој известен. Јавноста, значи, не доби одговор што било договарано и што било разговарано на таа средба. Исто така, по некои канали дознаваме дека и во службите нема таква информација, дека таква средба е реализирана, односно што се зборувало на таа средба. Понатаму, втората точка за која што сакам да зборувам, тоа е нарушувањето на етичкиот кодекс. Јавноста на седницата на 11 мај во доцните часови беше сведок на едно вулгарно, на едно нецивилизирано однесување од страна на првиот меѓу еднаквите, кој што на еден начин на кој што не доликува на председател на собрание, на носител на јавна функција, да се однесува кон тие кои што, значи, ги да го води. Побаравме образложение, баравме во подолг период објаснување зошто тоа се случило, дали се случило. Меѓутоа, председателот на Собранието еве 2 недели го немаше, третата недела се појави во јавност на пресконференција, изјави дека не ги пцуел службите, туку ја пцуел, за жал, нивната работа. Малку неодговорно и несоодветен пристап, во најмала рака требаше и очекувавме сите барем да се извини на службите. Јавноста не дозна дали е тоа прв случај, дали имало поранешни такви случаи, затоа што ако се случува ова во континуитет, имало начини како тоа да се превени, че постојат дисциплински комисии, дисциплински постапки, преку кои тие што не си ја вршеле работата, доколку не си ја вршеле работата, можеле да бидат санкционирани, а не да бидат вулгарно нападнати на очиглед на целата македонска јавност и да бидат навредувани пред очите на нивните семејства. Јас би го споменал сега тука нарушувањето на кодексот, како што реков, ќе се држам до конкретната точка на дневен ред, на нарушувањето на кодексот. Во членот 4, во делот на објективноста, пратеникот функцијата ја извршува без предрасуди и дискриминација во однос на полот, расата и така натаму, политичкото уверување. Сведоци сме дека од сегашниот председател на Собранието, господинот Тала Џафери, 35.000 амандмани беа фрлени во корпа. Тука има елементи и за дело, меѓутоа само во кодексот за кој што денеска зборуваме, имаме
постапување врз основа на политичко уверување. Понатаму во делот на заемното почитување и почитување на личниот интегритет на другите во членот 6 стои став 3. Пратеникот се воздржува од постапки и говори со кои може да предизвика омраза, нетрпеливост и насилство. Мислам дека на очиглед на целата македонска јавност тоа што имаше можност да го слушне, мислам дека и овој став, односно овој член е прекршен. Понатаму во членот 7 основни правила на однесување. Став 1, алинеја 2. Пратеникот е должен да не користи зборови и изрази со кои ќе ги повреди или омаловажи другите лица, човековото достоинство и ќе предизвика омраза, нетолеранција и насилство. Став 2. Во собранието строго се забранува употреба на сила и насилничко однесување од страна на пратеникот. Зошто го прочитав овој член 7? Затоа што со непревземањето, односно не понесување на одговорност, во првите неколку реченици што ги споменав, се дозволува и се стимулира дополнително насилство во собранието. И такво насилство бевме сите сведоци во изминатиот период и на очиглед на целата македонска јавност, како еден пратеник, еден председател на комисија, кој што исто така еднаков со сите останати пратеници, предизвика физичко насилство. И сега се поставува прашањето што доколку, односно што е тоа што следи доколку на младите пратеници. Председателот на собранието е многу повозрастен и со подолг стаж, многу добро знае дека закон за работни односи треба да се гледа на некоја друга комисија, например на комисија за труд и социјала. Можеби тој закон што третира судство би требало да се разгледува и во комисијата за политички систем. Меѓутоа не во комисијата за европски прашања. И од тука доаѓаат реакциите од страна на опозицијата затоа што реагира исправно по овие неделовнички, односно некоректно однесување од страна на председателот. Понатаму во делот пета работа станува збор за декларацијата за Гоце Делчев, која што сите нас не тангира. Значи, одбивањето на ставање на декларацијата за Гоце Делчев на точка како точка на дневен ред, при тоа повикувајќи се на некакво деловничко правило, каде што требало да се преведе декларацијата, при тоа пролонгирајќи го рокот од ставање на точката на дневен ред, мислам дека е крајно некоректно да се крие некој позади албанскиот јазик, што е во најмала рака некоректно, да не продолжам понатаму. Значи, кочење на процесите. Шеста точка. Председателот на собранието самостојно замина во Украина. Ние тука сите заеднички изгласавме една декларација за Украина. Одењето во Украина, без земање на представник на опозицијата, мислам дека е некоректно. И тоа председателот многу добро го знае. Во делот на неговото објаснување дека овозможил во неговиот мандат да има квалитетен надзор од страна на собранието врз владата, мислам дека исто така не е исправно, затоа што пратенички прашања, односно седница за пратенички прашања, 6-7 месеци не се реализираше, да, имаше избори, меѓутоа исто така имаше пролонгирање на тие седници. Надзорни расправи не се реализираат, анкетни комисии не се реализираат, значи имавме страшни случаи во државата, каде што не се дозволи разгледување на овие состојби кои се случуваат во нашава држава. Благодарам. Реплика председател Тала Џефери, повелете.